кога ќе се снели прочита наслов од Верни до смрт дека станува збор за македонската револуционерна организација и се очекува тоа да биде книга во која ние ќе читаме за Даме Груев, за Јане Сандански, за Гоце Делчев. Јас колку што успеав да забележам, мислам дека само една се спомнуваат тие имиња во целата книга. Значи, ова не е книга која за лидерите, за водачите, за хероите, за митовите кои се веќе создадени кај нас за оваа организација. Тоа е книга за базата, за безимените луѓе кои ја крепеле организацијата и без кои таа организација не би го постигнала тоа што го постигнала. Јас сакав да зборувам вака без да читам. Меѓутоа, стилот и јазикот на Кит Браун тоа не го дозволуваат. Мора човек да биде концентриран и да биде стегнат за да го долови тоа што е напишано во книгата. Затоа и јас ќе се обидам да се посветам на оние 5 елементи преку кои Кит Браун се обидува да ја анализира организацијата и кои се тие 5 елементи кои ги натерале тие луѓе, тоа нели генерално тоа општество за кое генерално има мислење дека е било анемично, неписмено општество, да биде толку посветена на една идеја и во рок од 10 години да се обиде да се спротистави на една империја како што била Османиската империја. Значи, како што рече и Билјана, и самиот Кит на почетокот ги поставува двете прашања. Зошто и како се случило, значи, толку голем број приврзаници да се приклучат кон таа организација и толку верно да служат барем во првите 10 години, бидејќи тој романтизам што го спомне Билјана можеби може да важи за првите 10 години. После Илинденското востание организацијата преминува веќе во некои други води и други односи. И како успеала за тие 10 години повторно тоа анемично, морално и интелектуално инфериорно и материјално инфериорно општество да создаде една таква вооружена сила? Значи, тие се двете основни прашања и Кит Браун се обидува тоа да го објасни не преку акциите и преку херојските подвизи на Гоце Делчев и на Даме Груев и не знам кој, туку само преку активностите на обичното членство. И тие активности преку кои се создава таа доверба, таа солидарност, таа лојалност кон Македонската револуционерна организација се следниве. Значи, тоа според Кит Браун како ги градира, тоа се печалбата, заклетвата, потоа создавањето архива, односно бирократијата на организацијата, четите и јатаците и секако оружјето на крајот. Значи, тоа се механизмите, односно алатките, институциите кои Кит Браун ги издвојува како елементи кои најсилно влијаеле врз институционализирањето на организацијата и кои придонеле да се изгради солидарност и лојалноста кон организацијата. Токму преку тие елементи нејзините членови, значи, ја создаваат својата лојалност кон организацијата. На прво место, Кит Браун, значи, ја анализира печалбата, односно општествено-економскиот контекст на растот на организацијата, фокусирајќи се, значи, на феноменот на печалбата, односно економската емиграција. Следејќи ги патиштата на македонските печалбари надвор од нивните места на живење, Кит Браун ни представува едно динамично општество, една заедница на православни христијани во Македонија, чии хоризонти се многу пошироки од општо прифатеното мислење. Тој покажува една сосема спротивна слика во однос на стереотипите, на фатализмот и анемичноста на македонските селани и на нивната предодреденост во нивната, предодредност на нивната животна судбина. Исто така авторот ја потенцира физичката и економската мобилност на селаните која е ставена во функција на политичката мобилизација. Печалбарите и трудовата миграција своите патишта ги ставиле во функција на поттикнување на едно движење и едно востание
за кој властите успеале да дознаат и факт е дека османлиите знаеле дека ќе има востание, меѓутоа не успеале да го спречат. Во овој контекст јас сакам да направам на мала дигресија и да се надоврзам на ова Кит Браун што го пишува за печалбата, точно поврзано со Крушево, значи дека работејќи на османлиски документи од средина на 19 век, односно на пописи од 19 век, само во Дамаск, во Каиро, јас се извинувам, во Каиро, постојат 120 луѓе од Крушево кои работат во Каиро како кројачи и тоа е 1838 година дефтер. Значи таа печалба, таа традиција на печалбарството во Македонија постои многу пред тој период на илинденскиот период, да кажеме периодот на организацијата, и таа традиција апсолутно продолжува и после тоа, нели, после илинденското востание. Да не ги спомнувам дека преку 150 души само од Крушево се печалбари во Истанбул. Постојат печалбари и во Ерусалим, постојат печалбари и во Дамаск. И тоа се не толку големи бројки како во Каиро и во Истанбул. Меѓутоа тоа е една фасцинантна бројка од близу преку 200 луѓе работоспособни, чија возраст не е поголема од 35 години. И тоа е во средината на 19 век. Значи таа традиција на печалбарството е фасцинантна кај македонското население. Вториот елемент на кој Кит Браун му посветува внимание е заклетвата на припадниците на македонската, на членовите на македонската револуционерна организација, на обичните луѓе, и можеби тоа е најромантичниот дел од книгата на Кит Браун. Тој не само што станува збор за заклетва, туку станува збор и за клетва во исто време. Значи луѓето има две форми. Се заколнуваат, меѓутоа од друга страна постои и форма во која викат те колнам во името на тоа и тоа да бидеш член на. И тие зборови очигледно имале огромно влијание врз тоа, би рекол, неписмено население во кај кое верскиот, нели, идентитет бил доминантен. Зборовите дека те колнам во име на Бога за да действуваш во таа насока, кај нив имало огромно влијание. И затоа јас сметам дека заклетвата е еден од најважните елементи кои ги држала лојални на тие луѓе кон организацијата. Јас исто уште од сега би му поставил прашање на Кит дали навистина било заклетвата идејата или помалку и теророт бил тој притисокот кој ги присилувал тие луѓе да бидат толку лојални кон организацијата.